До крајот на летото Кочани ќе добие пречистителна станица. Околу 70% од изградбата на објектите е завршена, а истовремено се работи и на поврзување на колекторски испусти од Кочани со новиот систем. Градежните работи се одвиваат во утврдената динамика и оптимистички е дека навистина и според кажувањето на изведувачите дека до крајот на август негде планират и партнери во делот на пречистителната станица да биде готов. Сепак проблем е изградбата на колекторскиот систем без кого пречистителната станица не може да функционира. This is just to be clear as well. This is one element of the entire system. Уште една компонента која што во моментот овдека не се гледа, тоа е колекторот кој што треба да ги пренесе отпадните води од Кочани и да ги доведе тука на самата пречистителна станица. To make sure that this is both sort of happening and be finished at the same time. Што во моментов ја кочи изградбата на овој систем. Проблемите се малку поголеми, бидејќи веќе и сеидбата, односно оризот веќе е овде, вегетира и навистина ќе имаме одредени закаснувања, задоснување, бидејќи сакаме и штетите да бидат што е можно помали. Инаку целиот комплекс ќе биде опремен со најсовремена технологија за пречистување на отпад на мала површина и минимални трошоци за експлоатација и одржување. Заради заштеда и непречено снабдување со електрична енергија се предвидува да се изгради и фотоволтаична централа. Во пречистителната станица кај Мојанци ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и од околните села со капацитет од 58.000 еквивалент жители. За незината изградба швајцарската агенција за развој и соработка СЕКО обезбеди грант од 21 милион швајцарски франци, а околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија.